Денеска одиме на Viewpoint со нашата екипа. Его, ќе одиме со јажни, ќе се качуваме. Ќе биде интересно. Се надеваме како ќе го гледате видеото. За да стигнеме до Видиковец од Пашеван треба да возиме половина час низ мали села, да видиме интересни кукички, многу палми, но исто така да возиме низ тропска планина, каде температурите се пониски за 10 степена. Патиштата се добри, но треба да се внимава. Стигнавме до Viewpoint, дека паркираме. И знаеш што? Ја бев прв у Тајланд да видам мајмуни. Значи тоа е неверојатно. Бев јас прв, number one. Не ми се верува. Ајде сега ја почнуваме патеката. Не знаеме што не следи, но знаеме дека се качуваме на јажиња. Буквално влегуваме у џунглата. Еве, еден знак. Да пазиме тука. Доколку не знаете, многу мора да пазите на корењата од дрвја низ планините. Тие многу се лизгаат и може да се сопнеш од нив. Марк, прати се. Ова е монитор Гуштер, голем и интелигентен влекач што живее во Африка, Југоисточна Азија и Австралија. Познат по долгото тело, силна опашка, голем јазик со кој истражува околината. Тој е одличен ловец и пливач. Лесно се прилагодува на различни услови. Тој воопшто не е опасен, ретко се плаши од луѓе и скоро никогаш не напаѓа, но расте доста голем. Мал број од вас сигурно мислат: каде овие будали ве го носат детево, кутро дете, не знам ништо. Но верувајте ми, се е проценето, знаеме каде одиме, сме виделе првин самите и ризикот на овие места е многу мал. Многу туристи доаѓаат со деца тука. Пострашно изгледа него што е. Много тесно тука. Се удри? Се удри, да. Ништо не. Хајкере. Хајкере. So this is my style. Don't hold it. Safe style, not your style. This is very slippery. Сега ќе видите дека тие корења стварно се лизгаат. Monkey. Рамбутан. Yeah, but monkey ate it. Или турист. Не, мајмун. Окей, мајмун. Полека ја завршуваме нашата прошетка во џунглата, сликаме неколку животни, птици, одиме да го земеме моторот, ложиме за нашата авантура, да најдеме плажа. Но како што гледате, времето не ни се погоди. Многу бранови, нема сонце, некако не е примамливо за да се бањаме тука. Плажата на мачките не е за нас. А зошто плажа на мачки? Дојдовме на Тонг Најфанијај плажа. Времето некако што треба, многу дува, има бранови, ама тука барам дубле нема, тоа е топ. Овој ден немавме среќа со плажите, затоа си дојдовме дома да чекаме утре за подобро време. Дојдовме на една друга плажа, Хатхом се вика. Ова изгледа многу мирна, сега за сега, затоа што многу е рано. Ама иначе сите плажи тука на Копанган се многу потивки од што најдовме на Пукет. Пукет беше хаос, полн со луѓе. Иако немаше музика, луѓе полн. Тука плажите се многу помирни, многу поубави, можеш да релаксираш, нема толку многу луѓе. Најдовме до кученце. Хај, Сити. Хај, Сити.
Сака да играме. Чекај, земи го. Овдека доле има масажа, тука во бунгало, ова куќа на локалец еден или за туристи. Ова е плажата, многу убава. Таму на оваа страна има камења, палми, има доволно сенка сигурно, големо дрва, преубаво. Топ. И овдека ѓубре нема, само природно. Да, како што кажав, ова е масажа, таму масират жените. 1 сат 400, тоа е 10 евро. Вижте е тука. Вижте го. Кажи ти, малеца. И има бунгаловки тука, или ова е ресторан, ама има и куќарки за знајмување. Прв човек сум да отвори кокос вака. Со школка една. Ева, ога на остра. Колку време го работиш ова? Многу време. А знаеш кој е тешко? Со школка го правам, немам никој нож, а прв човек сум. Веј, уште малце сум готов. Ќе пиеме после? Ќе пиеме сега. Ти пиеш кокос? Не, но ќе ви го дадам на вас. Да, истина го отвори. Вау, сад време работа. Сега уште... Ама со песок го наполни. Нема, има врска. Значи го реши кокосот, го реши. I don't know if it's a dream, but I feel power in my hands. Земам кod тебе, реков ќе те решам сега, ти кокос и чак. Кокос решен со рако, вака го треснам и 2 сата работа. без ношто, без ништо, со школки, со камења, со се и со раце. Го реши, нема ништо подобро. Го решим, никој не сум направил нешто вако. Никогаш во живот. Ваков мир и спокојна плажа не сме имале, не памтам од која. 2 сати, Едит не донесе некој водопад. Ете го. Ја прочитав дека е таму. Се река што знае да читам малјот, па да ни каже кај да одиме. И сега тука да видиме што е водопад. Кој водопад црни тука, мислам дека вода немало дошло, не памтам од кога. Да поминеме низ куќата на овие луѓе. Се плаќа 30 бахти, помалку од 1 евро. Ај стај тука ве колку пари. А некој дал 20. Чекај да видам парите. Што немам точно што да правиме. 20, требам да частам 10 бахти. Или само за возрастни се плаќа. Или 10 бахти да ги частам. Или 10 бахти они да не частат нас. Не знам колку се стави тата. Мајде ќе видиме како реагираат. Буквално сега имаме стрни скали. Овие овдека се користат за тубинг, се река. У Лаос државата е многу популарно, подека седнуваш на нив и се возиш. Со километри можеш да. Ма гледам дека и тука има, само не знам за каде, може само за седење. А и ова е прво место каде што има ефтино кафе. Американо 40, секаде е над 80. Оган скапо е таван станот. Еве да ви покажам каде е водопадот. Многу малку, но имаме уште за хајкање. Натаму и да нафлама и татос. Мама каже да идам со сандали, да не стопнам многу лесно со папучите. Овдека луѓето дури се бањаат во ова што го гледате, ба како езерце. Само не изгледа многу inviting. Не е многу примамливо за да се бањаме ние денеска. Баш е качување во Џони. Сварно е баш качување. Ајде да видиме што ни следи. Не ми изгледа натаму, а? Марк, чекај тато. Пази не се лизне со папучи си. Нема никакви обележја, никакви знаци да знаеме, само еден имаме тука да носи, толку завршува. На каде отиде? Да не доаѓаме? Ај враќај се полека. Отиде кај што нема пат, кај што браќева тајци се пентарле да ставаат овие како сека црева за вода да носат надоле. Штета. Што штета? Се струполе па надоле. Ја сакав да се пентрам здраво. И да се струполиш надоле. Нема да се струпам, немам сандали, не сум папуче. Сандали се лизгаат исто, деца, ако слушате. Марк, кажи им која змија ја има тука на Копанган? Кинкобра. Многу се опасни. Се може да се најдат кај нашиот хотел, но не сме виделе. Буквално може би ќе видиме, но не сакаме да не отровнат. Не сакам, ама Што се кажеме? Кога мене ми зјаде, не знам дали вас не кажа, само мене ми кажа. Ова треба да си идеше за рил да се напри. Денсот на Едит, Jungle Dance.
Значи King Cobra марка. Да. Ако свира некој со... Оди, Марк, оди. Каса. Ако некој свират или прават музика, кинкобрите ќе искочат, јадат баскетот и ќе денцаат. Ајде, поврзо комарците, пепел не направија. Идеме у море се. Еве го тоа базенчето што ви го покажав пред некоја секунда. Вака убаво изгледа на снимкава и мене дури и одмам би влегол. Мајка му ќе губи, го тера да го снима, а ја касаат комарци и ја полудеа. Имам еден. Овој глуми Стив Ирвин тука. А гледај, да ме видите? 4, 5, 6, еве. Те попоса. Испокажа цел. Тебе ти зашто не ти кажа? Колку е не феја. Како, види. Ти не си облечен. Еве, имаш толку места за да ти кажа. Мене не ме казат. Стив Ирвин, што правиш бе брат? Има некој тип на рибчина тука, но не знаеме кој е тип. Еј, чекај кацигата да извадиме. Значи, овдека паркираме. На другата страна на овој цит има една огромна вила. Колку беше? 3000 евра. 3000 евра. Од овдека е чудниот влез, а еве вилата со овој базен како бара. Базенот искрено без везе. Е чудно да тука плаќаш 3000 евра. Што збораме 3000 евра цело време? 3000 евра веќе со 3 дена што одја. Че плаќаш 1000 кусур евра на ден и се шетаат луѓе пред вилата, пуштаат музика. Ти си бил галибал пари дека таму. А еве вака плажата. Они ги имаат наместено овие камења за го надоаѓа морето, да се ѓубре навака. И овој песок тука е вештачки. Колку школки има, вау. Ваква веќе имаме. Конечно не е ѓубре. Тропски бој, буквално тропски бој. Тиркис, бел песок и палма. Ево, вие искрено се многу побави и малку поприватни. Парните да ги сега да се паркира пред вила со мотор. Пмчуни на време. Таман земав да ви снимам нешто, сонцето го снема. Инаку Марк ја фрле многу на бизнис и само пробува да продава нешто. Кога бевме на Пукет, собираше живи крави, замисли, малецки им ги продаваше. Само стреки имаше кај кинезите, зашто не ги јадат. А после сати на плажа се доаѓа во локален ресторан. Изгледа многу смешно, но има 350 риби, сите петки. 99% беа петки, така да мора да пробаме што има тука. Доаѓаме боси, имаме за лежење. Најде место, а? Види ги, дајца. Ладиш, така покри се ти со тоа. Многу ефтино. 2 евро за ориз со ракче или со месо. Топ цена. О, има и спагети. Как ви работи? Еве им ја кујдата. Знам многу кај нас не судат за тоа кај јадеме и како јадеме, но дај Боже ден ке дојдете во Тајланд, ќе ја видам вас. Овдека е срцето, овдека е душата. Ова е кој наша кафана, кој наша биртија. Кај не оваа така? Кебапчиња кај се? Останало ни е најинтересни места, автентични. Иако е многу јудо го сакам. Ова мора дома да направам кога ќе имаме пченка. Ова може да им кажеме на луѓето што се спремам, што ќе правиме во Скопје. Cooking show. Не се шалам. Ама ќе правиме YouTube видеа за готвење. Чакам да правам видео, каде што можам поише информации да ви давам за специфични јадења од Унгарија. А ова е? Ова е најапото нешто. Чекај малце да ви кажам нешто. Иако е многу јудо, го обожавам. Пченка, боранија, чили, чери томатос и кикирики. Лукче и во сосот има многу лимета, шекер најверојатно, сос од риба, тако нешто. Ама нема да ви снима само унгарски јадење, него ќе готви буквално се, и тајландски, и индиски, а кој ќе да јадеме ние дома. Ова е најдоброто јадење нешто што сум го пробал во животот. После ручек, макар само ќе легне и заспиваш после ручек. Мислам дека ова е многу добра и во Македонија треба вака да направиме кафани на страна до маси, да наместиме вакви теписи каде што луѓето може да легнат и да одморат малце. Али да ставите кревет у кафаните. И онака седиме 5 сати со едно кафе и замислите што ќе биде таму, ќе живееме во кафана. Плажа, сонце, море, автентичен ресторан, вкусно јадење, интересни вожњи со мотор, представува совршен ден во Тајланд. А цела Индокина е позната по овие преубави зајди сонца.
А ако пристигнувате на Кој Панган или ви треба нешто поголемо да купите, доаѓате во срцето на островот. Тонг Сала, главниот град на овој остров. Да влеземе во супер маркет и да ги видам цениве. Многу ме интересира. Колку е марк Dragon Fruit? 39. Не е 39. Овдека е мандарината е 39. А, тоа е добро. И убави се. Овие не знам, ама се поевтини сигурно од пазарот. Супермаркет е поевтино него на пазар. Иако е ова тропска дестинација, е лето, код навечер е свежичко. Јас сум мајца. Ова ретко се случува. Брат, што се облекол волкове? Тоа не ми нормално. Па кај си бе ти у Австрија? Хајде облаги купачи да ме забањаме. Па Јован кошнал по дугашки. Не, вака. Ова ви е убаво. Лесничка. Овој братов уже чизма ти фали. Сега е момент на вистината, кога стигнавме на оваа плажа и нема никој, морето е смирено. Дали ќе ја видиме патеката што води до островот. Кој Панган е најпознат е за Full Moon Parties. Човекот не знам дали уште од вчера тука. Ние кога доаѓаме, нема жив петал. Најубавите плажи сме сами, зашто младиве сите спијат, дека станат, јадат, пијат кафе, тренираат. Кога доаѓаат они, ние веќе си одиме. Значи се гледа малце повеќе патеката е него, но и се мачи он дека оди со шорцевите. Марк, го. Дека се викнаа дека имало некоја џиновска змија. Подали во тидо, а ја не идам. Oh my goodness. Еј, гледајте. Еве ја змијата. Ама големо е. Put it here so we can see it. Yeah, it's definitely not a water snake. Ah, Guys, this is the blue thingy. you think? It's a Yeah, coral because the snake? tail is like it's a flat. It's 100% that one. This is extremely poisonous. Really? The coral snake? Ова е премногу отровна змија која живее во тропските води на Таиланд и цела Индокина. Позната е по своите црно-бели и сино-црно-бели прстени. Има премногу силен невротоксичен отров, но таа е мирна и ретко напаѓа луѓе. Незините заби се премногу мали и може да пробијат само помеѓу вашите прсти. But is it the water though? It lives in the water. But I think in the deep waters and it died and came to the shore. Кој знае што прават? Епа тоа е мајство. Тоа е дека тоа е долниот и тоа е горниот. Не заборавете. Teamwork makes the dream work. Буквално сега одиме на масажа place. Ја го викам йога place. Што сакаш да те снимам? Не ми пали моторот. На GoPro-то го имам клучот. Еве го тука. Че да стиснам. Ево. Не пали моторот. Многу е смешен. Кој е смешен? Ја. Зашто не ми пали моторот? Да. Чекај да стиснам тука уште еднаш. Епа заради клучот. Еве го. Ајде да видиме сега. Опала! Ние Оптан, топтан. сите одиме сега кај масажа place, каде можеме да пиеме чајче. Не ставаме кација што многу близко идеме тука, на 10 метра само ќе се паркираме. Кузна и ние заборавме. Уте, папа, уте, а сакри папа, а сакри папа. А сакри папа, а сакри папа. Сакри папа, а сакри папа, а сакри папа. Уте, папа, уте, а сакри папа, а сакри папа. Уте, папа, уте, а сакри папа. Уте, папа, уте, а сакри папа. Еве, йога хаус. Хај. Влегуваме йога хаусел, Тапчанови, стигнавме, се паркираме и ајде да го пробаме чајот тука. Франгипани. Тука мора да се соблечеме боси, така е правилото, зашто е се направено од дубаво, фино дрво. Што гледате вака.
А мора да бидеме тивки да што имаат ова глас. Се текнат горе луѓето. Тука седиме, но може би ќе седиме. Да, не да сме. Океј, одиме долу. Ќе требам да им го фатам местото. Чекај да им кажам. Зашто не седневаме тука? Може да седнем таму. Таму. Ајде. Сега сакаме да видиме некое животно кое ќе биде интересно. Ова е за нас, мама и Марк, и ова е за тато. Сега ги пробуваме двете тип на чаја. Ова е нане и джумбир. Ѓумбир. Нема вкус. Коносер, чај коносер. И ова нема вкус, него со мед. А тоа фали меда, да го пробаме со. Ова е добро. Ај чекај. Двете се добри, него и ова е подобра. И белфрут. Лемон грас и белфрут. Еве сме повторно на оваа хат салат. Здраво комши, здраво, здраво. Знаеш, седа до мене, се седат надвор на тераса. Не им поминувам, многу ми е глупо, ама тоа е се, што да правим. Сега мислам дека има два реда. Пред тоа имаше само еден ред на маси истории. На пешкир седевме со мама и еве ни го местото. И сега доовме со Марк да пиеме кафе. И па, ја не сум за кафе, но сум за сладолед. Гледајте таа хат салат како изгледа од дрон. Висока јујашка у мојот живот. Глеј, за малце колку мене. Не могам да се качам. Тоа таму е местото кај што седевме вчера и е диско. Требаше да чекаме нешто колку да најдеме да добиеме маса, уште чекаат јадење. И решиме ќе пробаме да седеме до тоа откарши. Помалце луѓе има, помалце ревјуа, но Spicy sweet chili. и поевтино. И многу вкусно искрено. И фини се луѓе. Да, тоа ќе провериме после ако не ни се оди до ВЦ. Ќе ставиме ревју. Шишка. Хари Потер број 4. Си изнагледавте плажи, но Копанган не е само плажи. Е полн со хајкови низ џунгли. Не се вика хајк, кажи го на македонски. Пешачење низ џунгла. Каде одиме денеска? На хајк. Во џунгла и ќе отидеме до еден водопад. Колку време имаме одење? Па пишува сат и пол. Значи 2,5. Да, може дека 3 сати ќе видиме колку. Но имаме среќа дека времето е денеска облачно, така да не треба да ставаме ни креми за сунчење, тоа кога ќе си испотиш и крема за сунчење многу е неубаво, тоа сети се лизга. И не носиме наочари, ама затоа носиме цела опрема планинарска, не планинарска, фотографска. Еве го Дорчо. Мислам дека не таму. How much is for us three of us? 270. This ticket same for the on the other side of the island? Со овие може да идеме во истиот национален парк, само на другата страна. Има уште нешто да се види, тоа ќе видиме next time. Првин масло или нешто против комарци мора да се стави. Имаме вакво само ова ни работи, ова е од Индонезија. И ова стварно работи, друго ништо. И природно е. Тие аутани џаве ги зиеме. Ова е број 1. Буквално сега ќе влегуваме у џунглата. Somebody кап. Еве го првиот водопад. Poisonous insects. Отровни инсекти. Шкорпија на сликата. Значи тука може да се најде се, дури и кинг кобра. Што друго има тука во оваа џунгла? Кинг кобра, шкорпиони, многу живот, мајмуни. Ја прв што видов мајмун у Копанган, пајац. Многу работи. Ова треба да биде водопад. Таму да биде водопад, само на seasons for raining. Тогаш пак изгледа. Еве го најдото миленото. Многу скали. Почна да ни врне сега. Пот, масло за комарци, дошт, совршен спој, шопска.
Ова е многу убава патека, искрено да кажам. Ку знае тука што се случува во монсунска сезона. Ова е полно со вода. Цела патека до водопад или рекичка, многу е убаво. Еве уште едно што не е отворено. Наскоро ќе се отвори и братов ќе го јаде. Во џунгла ги имате овие, овој тип на дрва, не знам само што е, евкалиптус не е, така? Не. Иако се тенки, се толку цврсти, што буквално ви служат за поддршка додека се качувате нагоре. Стварно се цврсти. Како дрен. Многу сака да се качува, многу. Ако дојдете во Југоисточна Азија, ви треба точно 2 пара патики. Мислам, една пара папучи, апостоки, друго, вакви нешто за планинарење. Ништо друго не треба. Штикле, молим те, не носите. Друго нешто не треба. Ајде. Маси. Лудило. Стигнавме до viewpoint. Ова се вика Дом Сила. Ајде да видиме. Wow. Nice. Don't complain. Денеска врне, ама да ви кажам, освежувачко е. Воопшто не смета доштот. Уште поубава вака. Дојде како бушарица, како бурмашина. Тоа не е бурмашина, тоа се инсекти и се многу гласни. Па таму кај нас кај што ние живееме, кај што ние спиеме, уште погласни. Обично на кај сонце се најгласни. Не кажувајте дека со деца не може. До нас се луѓето со помали деца. Се може, само треба да се сака. Како го викаме сега? Маркзан. Тапчанов, Маркзан Тапчанов. Да, Маркзан Тапчанов. Треба да го носиме на шишење. Сега се слуша овие бубачки. Браво, дечки! Good job. Бум. Сега одиме да јадеме. Ама први базен. А моравме да се вратиме во ова место бидејќи храната е одлична. Едит се плаче да доаѓа тука заради комарците. Сега пак се намачка. Се намачка, ми намести вентилатор позади мене и дува и вака. Немам, само една ми каза. Хардкор бит пазар вентилатор. Опа, компирчињата доаѓаат. А имаме, пази, англиски конобар. Моравме малце вакво нешто. После толку потење, малце нездрави калории да ставиме, да не мислите дека само здраво јадеме. Бар колку е таланско јадење, ова е супа од кокос. На што се радуваш? На папаја салат, многу сакам. Јас ова можам секој ден да јадам. Дури мислам што можам да користам, да направам ова во Скопје, само наместо папаја што да ставам, што е што Тиквичка. Не, тоа не е крцка тоа. Нешто што многу крцка, Ташканат. ама нема интензивен. Или она како голема ротквица. Тоа можам. Дајкон. Дајкон, е Со тоа. дајкон може. Ајде, ете рецепт, пишете дали сакате ваков рецепт да гледате на YouTube. Многу е тешко сол да се најде во Тајланд. Стално е оној влажниот, треба да му стават орис. Го вртев џабе. Еве уште еден и ова едва и паѓа. Еве го моето маса манкари. Ова треба да има повише кикирики и полно е со чили. На здравје. Јавет паѓат. Ајде да возиме на мокар Само да работиме. мотор. They're too much for us. Decepticons punks are no match for us. Decepticons punks are no match for us. Yeah. 9 саца бајле. Како почнува денот, Марк? Никој друг не.
Робинзон Крузо. Ќе ве апдейтираме кога имаме резултат. Ако сме на остров, ова значи дека можеме да преживееме со коконат. Тргнавме да си одиме и гледај ги. Екипата Крадат од моториве. прават белја. Ѓубре криминалци се вие. Овие се криминалци. Треба да пазите да вие да знаете само лоши сте многу. Глеј, може да риба бутне ако не го ставиш моторот. Као буквално криминалци. Како градот на Копанган, значи секаде може вила. Нема везе дали е стромно или не. Вака. Авион. Види. Оно не е нормално бе, човече. Ке се кажеш окей, ама надоле ми е страх. Како ќе се кажеш нова? Со овој мотор? А па со моторот не, со треба 4x4. Че ќе ми се врати моторот назад бе. Ке паднам. Тие ски джамп, како се вика тие? скиџа. Ски джамп е идеално, само што нема снег, ама окей. Од тука директно море. Не фати олуја денеска, на враќање дома, среќа што бевме блиску. Но ова да знаете може да ви се случи кога сте во овие земји од никаде, да дојде еден тон дожд да ве полие. Среќа што бевме блиску, иначе ако возевме вака 15, односно 10 километри, бевме пепел. Ако сте со мотор некаде и не фати вакво нешто, подобро да дочекате малце затоа што обично пола сат максимум трае тоа. Најубавиот дел од денот е зајди сонце. И на целиот овој брег кој ме четите. Хај бледе. Па не, најдовме лошо место. Луѓето само да знаете, собираат мали школки ракчиња. Време е да го затвориме заради сонцето. И да ве замолиме да направите subscribe на нашиот канал, бидејќи 80 и нешто посто видовме гледате на телевизија. Знам дека е малце замарање, но пробајте, најдете subscribe. Многу ќе ни значи. И се гледаме у наредно видео.